На синокешниот протест во Скопје физички биле нападнати новинар и снимател, кои по настанот се пренесени во ургентниот центар, а денеска се пуштени на домашно лекување. Нападот се случил непосредно пред завршувањето на протестниот марш, во мигот додека новинарската екипа се подготвувала да замине од местото. Го осудуваме инцидентот за кој јавуваат дел од медиумите, апелираме на избегнување и воздржување од провокации од секоја страна и од секој поединец. Ги повикуваме надлежните институции да ги пронајдат сторителите со цел да се откријат вистинските мотиви и позадината на истиот. Ние сме тука за Македонија, за заедничка Македонија и од тоа нема да отстапиме. Да живее Македонија! Стои во објавениот Facebook статус на официјалната страна на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Според Министерството за внатрешни работи, на место на настанот биле легитимирани 12 лица, со кои во текот на денешниот ден се извршени информативни службени разговори и се преземаат сите неопходни мерки за утврдување на мотивот на напаѓачите. Полицијата презема мерки да се најдат тие две непознати лица кои ги нападнале новинарите, кои пак не можат да посведочат за нивниот идентитет, со оглед на фактот дека биле нападнати од грб. Денеска Агенцијата за медиуми најостро го осуди нападот врз новинарската екипа. Велат безбедноста и животот на медиумските професионалци во ниеден случај не смеат да бидат загрозени. Осуда за инцидентот стигна и од партиите СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. Нападот го осудија и новинарскиот синдикат, Сдруженијето на новинарите на Македонија, Советот за етика во медиумите, како и самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници. Сите страни побараа од полицијата во најкраток можен рок да ги пронајде напаѓачите и да го расчисти инцидентот. Организаторите повторно апелираа до сите граѓани кои учествуваат на протестите да се однесуваат мирно и достоинствено, а од Министерството за внатрешни работи упати апел до граѓаните мирно да протестираат и порачаа дека Министерството има капацитет да ги истражи сите напади и да го штити јавниот ред и мир.